Итна седница на иницијативниот одбор на оризопроизводителите од Кочанско денеска резултираше со нови ултимативни барања до владата. Крајниот рок позитивно да се одговори на нивните барања е 15 февруари, пошто следува целосна блокада на патот Штип-Кочани. Доколку субвенциите не бидат исплатени до 15 овој месец, ние ќе блокираме патот Штип-Кочани. И тоа, значи, блокадата ќе биде по поголеми размери. Меѓутоа, ако крене нешто наопако, нема една лента, него ќе бидат блокирани двете ленти. Нервозата на оризопроизводителите доаѓа од наближување на полските работи, во услови кога цената на оризот е на 10-годишно најниско ниво, а субвенциите не се исплатени. Еве, значи, ние за неколку дена може и ќе почнеме со обработка на површините. Што значи ни требат по 1000 евра или 60.000 за единица дектар да бидат посејани и обработени. Ако отидете во полето, ќе видите дека нема изчистени вади и мислам, значи пак водата ќе касне. Така никој не ќе нашите проблеми, неќе да не се слуша, значи едноставно. И покрај неколку најави за блокади и барања за средба со министерот Хоџа, досега проблемите на оризопроизводителите не се решени. Од друга страна, времето ги притиска, а на терен услови за отпочнување на нивните активности нема, како што нема ни пари. Ние Оризот сме во катастрофална разочарана ситуација, затоа апелираме да државата помогне на секој можен начин, да ги исплатат субвенциите на време, да се пушти на време водата, за да имаме и ние подобар принос и со тоа можеме да конкурираме, да имаме повисока цена на оризот. Поради ова, бројот на млади кои се занимаваат со производство на ориз е намален за околу 30%, а површините во Кочанско се намалени од некогашните 5 до 6.000 хектари на само 3.500.